Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Се помали се шансите во наредните недела дена партиите да најдат консензус за измените на изборниот законник, кои се последната од 10 реформи дел од планот за раст. Рокот истекува на 15 јулија. Од реализацијата на оваа реформа зависат околу 4 милиони евра, кои Македонија би ги добила од Европската унија. Партиите заглавија пред се на гласањето на диаспората. Опозицијската СДСМ се сомнева дека електронското гласање е вовед во злоупотреби, пошто мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН предложи гласање и по пошта, опција која исто така не е прифатлива за опозицијата. Измените на изборниот законник се еден од малкуте закони кои можат да се блокираат со филибастеринг, па СДСМ и Левица поднесоа 13.500 амандмани. Левица, меѓу другото, бари една изборна единица, позиција која е прифатлива за власта, но не и за останатите партии, особено во албанскиот блок. СДСМ, Левица и ДУИ намерно го обструираат носењето на изборниот законник поради лошите рейтинзи, иако со месеци се создаваше консензус помеѓу политичките партии, порача од владеачката ВМРО-ДПМН на пресконференцијата утрово. ВМРО-ДПМН јасно и гласно кажа: се она што ќе го побараат и договорат опозицијските партии, ние ќе го прифатиме. Само да се олесни начинот на гласање на диаспората. Со ова однесување на опозицијата се докажува дека за нив диаспората и враќањето на македонските граѓани во сопствената татковина не им е од интерес, туку за нив интерес се само оние партиски интереси. А СДСМ вчера одржа седница на извршниот одбор на партијата, по која ги повика на дебата сите поединци или групи кои се подготвени да разговараат за, како што велат, борбата против криминалната власт на Мицкоски. Повикот доаѓа откако група поранешни, но и актуелни партиски функционери отворено побараа промени на Бихачка. Лидерот Филипче, кој вчера беше во тема на денот, исто така рече дека е подготвен да разговара со секого и дека вратите во партијата остануваат отворени. Упатуваме порака до целокупното членство, симпатизерите и активистите. Партијата е силна, стабилна и има длабок корен. Во овој клучен момент нема простор за вештачки создадени поделби, дефокусирање или внатрешни сопнувања, се вели во соопштението испратено по вчерашната седница на партискиот извршен одбор. Премиерот Христијан Мицкоски попладнево ќе ја посети Битола. Според информациите кои ги објави владината прес-служба, Мицкоски ќе ја посети фабриката Кромберг и Шуберт, пошто ќе изврши увид во градежните активности за реконструкција на нова училишна зграда на Битолско основно училиште. Според агендата, рано попладнево предвидено и премиерот да даде изјави за медиумите. Наша екипа ќе го следи овој настан, детали ќе имаме во попладневните изданија. А вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски утрово беше во посета на Гевгелија, каде изврши увид во реконструкцијата на локалната инфраструктура и инвестиции кои се реализираат со владени средства. Николовски зборуваше за придобивките од забрзување на товарниот железнички сообраќај и инвестициите во железничката инфраструктура. Еве дел од неговата изјава. Во рекордно време се заврши карго обиколницата на Скопје, со што веќе товарните возови нема да поминуваат низ центарот на градот. Тоа значи две работи. Прво, еколошки одлично. Второ, ќе значи кратење на времето, а на тој начин ќе направи Македонија уште поатрактивна за карго сообраќај. Тоа е добро и за Гевгелија, затоа што коридорот 10 поминува токму тука низ Гевгелија. И уште еден проект кој што заеднички го сработивме, многу ќе помогне за Гевгелија, тоа е дека воведовме one-stop shop на железничката граница помеѓу Македонија и Грција, што значи дека веќе карго возовите не треба два пати да застануваат кога железнички доаѓаат навака, туку имаат едно застанување, а во моментов работиме на изградба на заеднички железнички граничен премин и со Србија, што дополнително ќе го забрза транспортот. И знаете, нашиот најголем проект, проектот за брза пруга, таму одлично оди работата во подготовка на документација. Очекувам во текот на летото сите документи да бидат завршени, еден по еден се завршуваат и стигаат, сите се во предвидениот рок, така што таму одлично оди работата во делот на подготовка, па после тоа здравје Господ и во делот на градба и реализација.
Во собранието за денеска седница имаат закажано 6 собраниски комисии. Пред пратениците ќе се најдат повеќе законски решенија и извештаи, а фокусот е на трите закони од областа на високото образование, квалитетот во високото образование и научно-истражувачката дејност кои се во прво читање. Комисијата за одбрана и безбедност расправа за испраќање припадници на армијата во мировна мисија во Либан. На дневен ред се и годишниот извештај на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, изборот на членови на Советот за граѓански надзор и именување член на Регулаторната комисија за енергетика. Законодавно-правната комисија покрај законите и одлуките ќе разгледува и повеќе барања за автентично толкување на закони поднесени од градоначалници и пратеници. А во Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска почнува третиот ден од амандманската расправа за ребалансот на буџетот. Пред пратениците има вкупно 224 амандмани, од кои најголемиот дел 90 се поднесени од ДУИ. Вкупните приходи се проектирани на над 6,1 милиарди евра, а расходите на преку 6,9 милиарди, што значи ќе имаме буџетски дефицит од околу 800 милиони евра. Економскиот раст е проектиран на 3,5%, а инфлацијата на 4,5%. Ребалансот, според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, не е резултат на недостиг на приходи или нарушена ликвидност, туку на потребата, како што вели, буџетските проекции да се усогласат со актуелните глобални економски текови. Поголема количина разновидна наркотична дрога е пронајдена при претрес во напуштени подрумски простори во зграда на подрачјето на општина Аеродром, соопшти утрово Министерството за внатрешни работи. Од МВР информираат дека вчера полициски службеници од единицата за недозволена трговија по претходно превземени оперативни мерки и активности извршиле претрес при што биле пронајдени бела грудчеста материја, халуциногени печурки, кеса со поголема количина таблети екстази, марихуана, како и 3 дигитални ваги. Полицијата презема мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок, информираат од МВР, од каде нема информација за евентуално приведени лица. Од идниот вторник почнува примената на новиот закон за игри на среќа и забавни игри, со кој за прв пат се регулира организирањето подарување, односно така наречен giveaway игра. Организаторите ќе мора да обезбедат дозвола од Министерството за финансии најдоцна 30 дена пред почетокот на играта, како и да платат надоместок од 18% од вкупната вредност на наградниот фонд. Правилата на играта ќе мора јавно да бидат објавени пред почетокот, а добитниците најдоцна 3 дена по извлекувањето или определувањето на наградите. Законот предвидува и обврска наградите да бидат исплатени или превземени во рок што не може да биде подолг од 60 дена од објавувањето на резултатите. Со новите правила, лајкувањето, тагнувањето, споделувањето или објавувањето на содржини се третираат како влог за учество со цел поголема транспарентност, правна сигурност и заштита на учесниците. Цените внимателно да се балансираат за да не се случи уште на почетокот на летната сезона да се наруши конкурентноста на туристичката понуда на Охрид. Надлежните предупредуваат дека повисоки цени може да имаат негативно влијание. Угостителите велат дека имаат понуда за сечи джеб. Нина Аритоновска се јавува од Охрид. Во икот на сезоната, кога градот е исполнет со гости од сите краеви ширум светот, повторно се актуализира прашањето околу цените. Угостителите велат Охрид останува привлечна дестинација. Душ Охридската ривиера, тие се различни во зависност од понудата, квалитетот и локацијата. Па можам да кажам дека цениве се исти како ланска година. Некаде имат незначително мало покачување, али горе-долу се исти од ланска година. Заменик министерот за економија Ристевски потенцира дека превисоките цени можат негативно да се одразат врз сезоната. Ценовната политика мора внимателно да се балансира за да не се наруши конкурентноста на туристичката понуда. Ние пред се почитуваме пазарна економија и секој мешање во пазарната економија создава други потреси кои се подолгорочни во локалната и општа економијата во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, како државен пазарен
инспекторат, правиме максимални контроли, вклучувајќи го тука и Охрид на угостителски објекти, на маркети и така натаму, со цел да имаме увид на цените и доколку има потреба одредени мерки да ги реализираме тие мерки. Од она што го гледаме, значи она што сакам да го кажам, треба да има малку поголема совест и од страна на бизнис секторот, овдека угостители, хотелиери и така натаму, во однос на цените, бидејќи ако имаат превисоки цени и не се конкурентни спрема другите туристички дестинации во Македонија и надвор од Македонија, ќе има поголем одлив на туристи од Охрид, место да ги привлечете, ќе ги одвлечете. Сепак, пазарната инспекција е максимално на терен. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во јуни 2026 во однос на истиот месец од претходната година се зголемени за 2,6%. Покачување има кај храната, алкохолните и безалкохолните пијалоци и ноќевањата. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Браке од Штип целиот живот ќе ја паметат ноќта кога во темницата багер срушил дел од куќата во која спиеле. Не секојдневниот инцидент тие го раскажаа пред камерата на нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. Мирната ноќ за браќата Сефери од Штип за само неколку секунди се претворила во вистински кошмар. Во раните утрински часови, непознат сторител со багер удрил во нивниот дом, а веднаш потоа избегал од местото. Инцидентот се случил само 5 минути пред 4 часот, додека двајцата браќа спиеле во куќата. Џингис Сефери вели дека во првиот момент не знаеле што се случува. Гласното тропање на прозорците и телефонските повици од соседите ги разбудиле и ги натерале веднаш да излезат надвор. Тогаш сватиле дека дел од нивната куќа веќе е оштетен од ударите на багерот. Ние сме сами во куќата, со брат ми заедно живееме, ние спиевме тоа време, комшиите не разбудија, ни тропаа на џамот и на мобилно ми звонија, станете брзо, изрушија вие куќата, не е ни од Бога како што се вика. Значи ударено е 2 пати со корбата и право е бегано. Според него, вистинска среќа е што багерот удрил во просторија која не се користи за живење. Сефери тврди дека куќата не е дивоградба и дека нема никакви сознанија зошто некој би се решил на ваков чин. Сега, покрај стравот што го преживеале, ќе мора да се справуваат и со значителна материјална штета. Двете соби ми се оштетени таваните. Да речеме 50% имаме оштетување на таваните. По пријавата на местото пристигнаа полициски екипи и инспектори од општина Штип кои извршија увид. При контролата било утврдено дека објектот не е евидентиран со собственик, а браќата Сефери не поседуваат документација за собственост. Истражните органи работат на идентификување на сторителот и утврдување на мотивите за овој несекојдневен инцидент кој предизвика вознемирност кај жителите од населбата. За Сител, Трајан Ристовски. Во Македонија се уште има многу експлозивни средства кои остануваат закопани по светските војни, а нивното пронаоѓање и неутрализирање е вистински предизвик. Сдруженијето на пиротехничари и деминери од Струмица за еден месец заедно со колеги од регионот почнува акција за деминирање на трасата на новиот автопат од Прилеп до Битола. Нашиот струмички дописник Зоран Ѓоргиев е на оваа тема. Сдруженијето на пиротехничари и деминери стопна на експлодирани мини од Струмица во иднина ќе добива директна поддршка и логистика од Државниот центар за разминирање на Република Србија, за што беше подпишан и меморандум за соработка. Оваа соработка и искуства ќе помогнат и да се забрза чистењето на македонскиот терен од опасни експлозивни средства. За домашните пиротехничари и деминери, ваквата поддршка од етаблирана институција представува голем чекор напред пред се во изработката на мапа на ризичните места, бидејќи Македонија е единствената земја во регионот која се уште нема ваков клучен документ. Република Србија се соочуваше со проблеми со неексплодирани средства и знаат со какви проблеми се соочува Република Македонија. На тој начин тие ќе ни помогнат, затоа и тој меморандум за соработка, како здружение за да може да ни помогнат. Конкретно на пример Македонија се уште нема мапа на ризични места во Македонија, би ни помогнале како држава, на нас како здружение, ние на Република, на државата за
да се изврши мапирање за понатаму да може полесно тие луѓе што во моментот ги имам во дирекцијата да може да работат послободно. Според председателот на Сдруженијето Евтим Митров, искуствата на нивните колеги од странство се од голема корист, бидејќи Македонија во моментов значително заостанува зад земјите во регионот во чистењето на теренот од неексплодирани средства. Другите земји околу нас, конкретно на Балканот или бивша Југославија, Хрватска е веќе исчистена комплетно, Босна за година две ќе се исчисти, Србија при крај е со чистењето од НАТО бомбардирањето. Значи, они активно работат на тие проблеми и ја ценат работата на пиротехничарите и веќе се при крај со чистење на тие ризици. Кај нас се уште проблемот стои, истој проблем е кај нас и што немаме луѓе пиротехничари, во моментот само двајца во дирекцијата. Со тие двајца луѓе, како што се движат работи и колку ние имаме неексплодирани средства, ни треба уште 56 години да исчистиме државата. Дека ваквите меѓународни соработки даваат резултати, потврдува и тоа што за помалку од 1 месец струмичките пиротехничари, заедно со колеги од Босна и Хрватска, започнуваат заедничка акција за деминирање на трасата на автопатот Прилеп-Битола. Според процентите на стручњаците, трасата е високо ризична бидејќи минува низ Солунскиот фронт од Првата светска војна. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.